Заклучно со 13 декември, повеќе од 635 масовни убиства се регистрирани оваа година во САД од непрофитната архива за огнено насилство, вклучително и 7 во училишта и универзитети. Но оваа бројка представува само околу 6% од сите инциденти со вооружено насилство. Имаме, знаете, од 15 до 17.000 пукања што се случуваат годишно. За некои видови масовни пукања, AR-15 пушките се примарна алатка. На почетокот на декември, демократските сенатори се обидоа да ја оживеат забраната за полуавтоматско оружје, што истече во 2004 година. Не изненадувачки, кога таа забрана истече, имаше ненадеен драматичен скок во масовните пукања и смртни случаи како последица на нив. Мора да го промениме тоа. Републиканскиот сенатор Џон Баросо ги изложи своите причини за блокирање на предлогот. Речиси секоја страница од нацрт законот што е пред нас денес додава нови ограничувања, нови оптоварувања за луѓето што го следат законот. Фокусот треба да биде ставен на менталното здравје, на безбедноста на училиштата, построго спроведување на сегашните закони. Демократите и републиканците се собраа за да го поддржат двопартискиот закон за побезбедни заедници во 2022 година. Тоа е првиот федерален закон за безбедност на оружје, донесен во речиси 30 години. Но досега неговото влијание доби мешани критики и од застапниците за контрола на оружјето и од застапниците за правата на оружје. Тие затворија некои дупки што им отежнуваа на луѓето кои не треба да имаат пиштоли што ги добијат. Треба Конгресот да помине универзални проверки за лицата да го забрани полуавтоматското оружје, да бара од сите собственици на оружје да ги чуваат своите пиштоли безбедно за да не бидат украдени или нелегално тргувани. Тие навистина не се насочени кон начините на кои криминалците ги добиваат своите пиштоли. Едноставно го забавуваат и го одложуваат процесот за луѓето кои никогаш не представувале голем ризик за извршување на ваков вид прекршоци. Овој месец подпредседателката Камала Харис покрена иницијатива да им обезбеди на сојузните држави дополнителна поддршка за намалување на насилството со огнено оружје. Но во 2024 година, велат некои аналитичари, шансите партиите да постигнат нови компромиси на федерално ниво се мали. Тоа е ќорсокак, бидејќи зборуваме за две многу различни рамки за детектирање на проблемот и како тој треба да се реши. Марк Брајант од Архива за насилство со оружје сугерира дека префрлањето на фокусот на образованието, ресурсите за ментално здравје и безбедно складирање оружје може да помогнат разговорот да продолжи во иднина.